Добра вечер, почитувани. Денес сме 1 јуни. Во продолжение да ја погледнеме кратката најава, останете со нас. Проект за превенција на врсничко насилство. Компанијата Бучан Козијак прослави 40 години. ГФК Куманово со хуманитарен надпревар. Побезбеден е насловен проектот за превенција на врсничко насилство кој од минатиот месец го реализира наставникот ментор Даниела Стојановска со дел од своите ученици во основното училиште Христијан Карпош. Во рамки на проектот со учениците со интерактивни работилници се работи на унапредување на педагошкиот пристап во борба против феноменот на булинг под слоганот "Биди херој кој гарантира дека никој во училиште не малтретира". Во Општинското основно училиште Христијан Карпош од минатиот месец наставникот ментор Даниела Стојановска со дел од своите ученици го реализира проектот Побезбеден – социјални компетенции и фундаментални права за спречување на врсничко насилство, односно булинг. Проектот е под покровителство на Центарот за интеркултурен диалог, партнер на Еразмус плюс програмата, социјална инклузија и заеднички вредности, придонес во област на образование и обука на Европската Унија. Во рамки на проектот со учениците се работи на унапредување на педагошкиот пристап во борба против феноменот на булинг под слоганот "Биди херој кој гарантира дека никој во училиште не малтретира". Училишниот координатор на проектот Стојановска истакна дека градење и реализирање на методолошки пристап за разрешување на проблеми кои ги имаат учениците е исконски сложен и обемен процес, но тоа не треба да не обесхрабрува нас возрастните да ги направиме првите чекори кон воспоставување систем на вредности и политики во справување со врсничко насилство, посочува Стојановска. Достапните статистики зборуваат за тоа дека дури 32% од учениците во земјите на Европската Унија биле малтретирани на еден или друг начин од своите врсници во еден или повеќе денови во изминатиот месец. Некако во исто време се појавува и сведоштвото за немилите настани кои што ја поларизира нашата јавност и возрастните околу прашањето кој и колку е виновен и кој колку е одговорен. Ние со проектот Побезбеден одлучивме да направиме нов избор, да не се вклучуваме во полемизирање и расправи, туку да делуваме превентивно и да се избориме за некој методолошки пристап и приод за да ја постигнеме нашата визија, секој ученик во нашето училиште да биде херој заради тоа што ќе гарантира дека во училиштето никој нема да малтретира. Именно во училиштето се главните активности, тоа е основната средина, можеби, во која што се случуваат ученичките живења и случувањата на врсничките групи. И заради тоа училиштето ја има и клучната улога во развој и унапредување на менталното и емоционалното здравје на учениците. Но мора да бидеме свесни, тоа сакаме да го наметнеме на пошироката социјална и општествена средина, дека училиштето не е единствената средина во која функционираат, живеат и имаат своји доживувања врсничките групи. Тие го имаат своето место под сонцето и на улица, го имаат своето место под сонцето на трибини, на спортски терени, во домот, но особено значајно што го имаат своето место во последно време и на интернет. Заради тоа сметам дека мора делувањето да биде синхронизирано од сите чинители, од сите структури кои што го чинат образовниот систем. Не само учениците, не само наставниците, туку се тука и родителите, но и институционално чинителите кои што се одговорни за правилен раст и развој на децата од училишна возраст.
Според координаторот на проектот, основниот концепт на проектот е воспоставување на методолошки пристап и интерактивна работа со учениците. Нашите работилници се насочени кон интеракција за стекнување на знаења и унапредување на вештините за припознавање и спречување на врсничко насилство, познато под општо прифатениот поим булинг. Работиме во атмосфера која што е поттикнувачка, училишна атмосфера, на која што сакаме да ги промовираме нашите ставови. А тоа е дека кога зборуваме за живот и работа на деца од училишна возраст, многу е важно да се почитуваат различностите, да се биде толерантен и да се има почит кон другите, односно почит кон другите личности и почит кон другите мислења. Интерактивните работилници и останатите активности во рамки на проектот Побезбеден ќе продолжат со почетокот на наредната учебна година, посочува училишниот координатор Даниела Стојановска. Во наредниот период Стојановска очекува зголемен интерес за реализација на проекти за справување со негативни појави во врсничките заедници кај сите структури и институции одговорни за правилен раст на децата од училишна возраст. По повод Меѓународниот ден на децата, 1 јуни, денеска ученици од Основното училиште 11 октомври беа во посета на кабинетот на градоначалникот Максим Димитриевски во општина Куманово. Денеска не посетија ученици од 11 октомври, исполнувајќи го мојот кабинет со радост и позитивна енергија, при што имаа можност директно да се запознаат со работата на градоначалникот и општината и да ни постават многу интересни прашања, информира градоначалникот. Учениците го запознаа и секретарот на општина Куманово Александар Гелевски. Четириесет години успешно постоење одбележа добропознатата млекарница Бучан Козјак. По повод големиот јубилеј, но и светскиот ден на млекото, млекарницата организираше детско-музички хепенинг. По повод 40 годишен јубилеј, како и светскиот ден на млекото, најпознатата млекарница во градот па и во земјава Бучен Козјак организираше детско-музички хепенинг кој се одржа пред Центарот за култура Трајко Прокопиев. Од најмали до највозрасни заедно го одбележаа денот на млекото и традицијата. Светскиот ден на млекото е одличен повод за да го одбележиме нашиот 40 годишен јубилеј со најмалите во знакот на традицијата која е силно втемелена во нашата компанија. Затоа оваа година го прославуваме овој ден со поддршка на народната музичка традиција, како потврда за значењето на традицијата. Како општествено одговорна компанија, континуирано поддржуваме проекти кои се во насока на придонес кон едукација и негување на вистинските вредности кај најмладите, со што сакаме да придонесеме во градење на нивните личности. Секако во развојот основно е да ги научиме и за здравите навики и користењето на здрави и квалитетни производи, како што се нашите млечни производи кои ќе им овозможат да имаат весело детство и здрав развој, истакнаа од компанијата. Во рамки на програмата имаше креативно катче, литературни творби, фолк квиз, се во знакот на славењето на млекото и неговото значење за здрав и среќен детски живот. За музичката програма се погрижија популарниот фолк пејач Душко Георгиевски, придружуван од познатата инструменталистка Бајса Арифовска, потоа дечињата од фестивалите Распејано детство и Бисерчиња, оркестарот Симфониум од Кумановската гимназија, фолклорни изведби на ора од детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма, а настапи и младата и талентирана Мартија Станојковиќ, познатата Пинкова звездичка. Во текот на целиот настан посетителите можеа да дегустираат производи на Бучен Козјак и да другаруваат со нивниот заштитен знак кравичката маскота. Чест ми е што Фолконика е поканета заедно да го одбележиме овој празник, денот на млекото, на Бучен Козјак да му честитаме 40 години од постоење. Значи, овие неколку часа ќе се случува еден хепенинг каде што ќе учествуваат многу музички звезди, познати, непознати, каде што дечињата ќе можат да цртаат своји импресии за млекото, каде што ќе биде прогласен најуспешниот творец на песничка на тема Млекото извор на живот. И останува само да се забавуваме и да уживаме во овој прекрасен хепенинг кој што ќе се случи денеска пред платото на Домот на културата во Куманово.
Беа доделени и благодарници за учесниците и награди за најдобрите литературни творби, ликовни уметници кои цртаа за време на наградниот дел од креативното катче. Сите добија пакет производи од Бучен Козјак. Компанијата е општествено одговорна и континуирано вложува во заедницата, а со оваа манифестација ја потврдува својата општествена одговорност преку поддршка на музичката култура и придонес кон негување и зачувување на богатата народна и фолклорна музичка традиција. Компанијата годинава прославува 40 годишно постоење како докажана една од најуспешните компании од македонската млечна индустрија. Производите на Бучен Козјак се доминантни во потрошувачката кошница на купувачите, кои континуираниот квалитет и традиционалниот начин на производство ја прави уникатна на пазарот, одвојувајќи ја од конкуренцијата. Производите на млекарницата се препорачани од Сдруженијето на педиатри на Македонија. Компанијата Бучен Козјак е основана во 1983 година, а ни својот развој чекори со јасна визија да се откупува само квалитетно млеко и да се произведуваат природни млечни производи. Природниот вкус на производите е тоа што ја прави млекарницата препознатлива на пазарот. За предностите на гимназиското образование за билингвалната паралелка образовните подрачја во Гоце Делчев за предстојните уписи и потребни поени за запишување и други теми, утре вечер во емисијата Став разговараме со директорката на гимназијата Марија Тодоровска и со професорката по англиски јазик Елена Марковска. Гимназијата е единствено училиште кое што дава едно широко образование на сите ученици, бидејќи се застапени сите предмети, сите науки, нели, и така да од на секој факултет може да се запишат. Имаме, нели, показатели, времето покажува дека повторно ќе ги посочам пред подрачјата, значи од природно-математичкото подрачје А можат учениците да одат на информатичките науки, на електротехничките науки, на машинство, значи општо инженерство, архитектура, градежништво, а за сите тие нели стојат и многу успешни личности што ние ги знаеме денеска во ова време. Од природно-математичко Б повеќе се насочени кон медицината, значи познати лекари, горди сме на сите тие личности, токму од ова подрачје се, од природно-математичко Б, хемиските науки, биологија, значи сите тие природни науки се токму ученици од ова подрачје. Обштествено-хуманистичкото А, тоа е подрачје каде што ги учениците ги насочуваме кон право, кон економија. Значи тука имаме исто така можност и на крај сето тоа ќе го кажам, обштествено-хуманистичко Б за филозофија, педагогија, психологија, јазично-уметничко А, изучување на јазици, на класичните јазици, потоа јазично-уметничко Б, значи актери познати, се запишуваат нели на драмска академија, на ликовна академија, па дури и на музичка академија. Гимназија навистина нуди една широка наобразба. Значи, опфатени се сите подрачја кои што се многу битни за младите луѓе, без оглед на тоа дали се строго фокусирани, да кажеме, на кариера во информатичка технологија. Меѓутоа, ова што го спомнав пред малку, не може таа кариера да оди без познавања и од уметност или без да се формираат оние soft skills, што ги викаат меки вештини, значи во комуникација. Гимназија сето тоа го нуди интегрирано низ својата наставна програма. Значи, да се фокусираме, да кажеме, и на изградбата на една општа култура, општи познавања кои што понатаму прават навистина интелектуалци од нашите ученици кои што се потоа успешни во сите сфери од нивното работење. За сето ова што го зборувавме вечерва, гимназијата Гоце Делчев има подготвено едно видео. Да. Видеото е подготвено од нашите ученици, да им се заблагодарам јавно. Навистина беа исполнителни, не беше лесно, меѓутоа дадоа се од себе и тоа е уште еден доказ колку нашите ученици навистина знаат, можат и умеат. Низ видеото ќе видиме, значи, сето она што го кажавме, визуелно ќе го покажеме, преку посочување на кабинетите, на изведување на експерименти или не знам проби на драмската секција или функција на ученичкиот парламент, значи навистина гледате и самите колку многу елементи има во нашата гимназија и колку многу можности им се нудат всушност на нашите ученици.
Пред кумановската публика вчера вечер беше изведена представата Еден маж и една жена на театар Плевен. Станува збор за комедија на двајца луѓе кои ја бараат среќата и смислата на животот преку нивните заеднички задоволства. Вчера театрите од Куманово и Плевен подпишаа меморандум за заедничка соработка. Драмско-куклениот театар од Плевен, Бугарија, вчера вечер се представи пред кумановската публика со представата Еден човек и една жена. Станува збор за дуодрама под текст на рускиот драмски и книжевен писател Валентин Красногоров, а во режија на Анастас Попдимитров. Еден маж и една жена е комедија за двајца луѓе, кои што ја бараат среќата и смислата на животот преку нивните заеднички задоволства. Два карактери кои постојано се во потрага по нови возбудливи нешта. Улогите ги толкуваат актерите Маријета Калапова и Георги Ангелов, сценографијата и костимите се на Марија Диманова. Много е важно действително културата да бъде един мост, който да сближава двете общества. Многу е важно културата да биде мост на сближување меѓу нашите две држави. Културата и искуствата преку актерите покажуваат колку сме блиски. Емоциите се единствени, се радуваме едните на други. Сметам дека културата и искуствата кои што ги гледаме вечерва, представите кои што се играат и во Бугарија и во Македонија успеваат да ја надминат негативната политичка конотација која се чувствува во моментот, која што не е во корист на никој. Време е да седнем покрај тях, да си разказваме истории, да се радваме. Време е да седнеме, да си ги раскажеме историите, да се радуваме и да работиме заедно. Сето останато е ветер и магла. Публиката одлично реагираше на прекрасната пиеса од Валентин, на една нормална човечка историја. Целта е размена на представите. Ние сме сега тука, а понатаму ќе го чекаме театар Куманово во Плевен. Но не е целта само да правиме размена на завршени проекти. Идејата е да работиме заедно, да донесеме бугарски автори во Македонија, а македонски автори кај нас, но и да правиме заеднички представи. Много приятно сме изненадани от реакцията на публиката. Публиката беше прекрасна. Многу пријатно сме изненадени од реакцијата на публиката, која беше прекрасна. Реагираше точно каде што треба и кога требаше. Со затаен дух слушаше таму каде што треба да се слуша. На крајот имаше многу солзи, како и секогаш кога ја играме оваа представа со мојата колешка, а ја играме веќе 5 години. Секогаш салите се полни во Плевен, во Ќустендил и во останатите градови. Очекуваме размена на актери, на режисери. Ваши актери ќе играат во наша представа, а потоа ние ќе играме во ваши представи. Театрите од Куманово и Плевен вчера подпишаа меморандум за соработка, како што изјавија директорите Сашо Тодоровски и Димитар Кобаков. Приоритет ќе имаат заедничките соработки, проекти, гостувања и можност за размена на актери кои што би гостувале во заеднички представи. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 218 возачи. Од нив 3 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 163 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 55 надвор од населено место, соопшти МВР. По низата хуманитарни акции и градскиот фудбалски клуб Куманово организираше надпревар за помош на малите кумановчиња Ана и Теодосија. Повеќе детали од прилогот што следува. Хуманитарен надпревар за подршка на малите кумановчиња Ана и Теодосија организираше градскиот фудбалски клуб Куманово. Пред кумановци настапија сениорите и младинците. Организаторите изразија благодарност до сите присутни. Да се заблагодарам на публиката што дојде во голем број да донира. Оваа утакмица е хуманитарна, значи од хуманитарен надпревар за нашите сограѓанки Ана и Теодосија. И благодарам уште еднаш на граѓаните кои дојдоа да донираат за Ана и Теодосија. Исто така, сакам да се заблагодарам на моите фудбалери кои биднаа прво место во пионерска и помлада пионерска генерација и наредната сезона ќе играме во поисок ранг
Исто така сакам да ви посакам и наредната година да бидеме прво место. Сениорите биднаа трети на табелата, наредната сезона имаме амбиции да влеземе во втората лига. Овој надпревар беше хуманитарен и младите нормално сака имаа повеќе желба да победат, но резултатот заврши 2:2. И добро познатиот Ланч Бар Јард организира хуманитарни акции. Вечерва ќе се одржи хуманитарна забава при што ќе бидат поставени кутии за донација и сите заинтересирани гости ќе можат да донираат. Кумановци се сплотија за подршка на двете девојчиња. Предходно концерт организираше хуманитарната организација Дарио Петровски, се одржа тениски турнир на Сдруженијето Новак и хуманитарна трка што ја организираше Советот на општина Куманово. Се најавуваат и нови настани, сите заедно да ја вратиме повторно на смевката на Ана и Теодосија и да им овозможиме безгрижно и среќно детство. Во продолжение вестите од Македонија. Цената на струјата најверојатно нема да се покачи 13% како што бараат некои од компаниите. Ова го посочува министерот за економија Крешник Бектеши, подсетувајќи дека и минатата година некои од компаниите бараа зголемување и до 100%. Тој повтори дека конечната одлука ќе ја донесе регулаторната комисија за енергетика. Предходната година енергетските компании бараа зголемување. Ако се сеќавате 78%, па надмина и над 100% некои компании. Не е важно колку бараат тие. Важно е колку ќе се одобри од регулаторната комисија за енергетика и која ќе биде цената што ќе ја утврди владата на ЕСМ, која ќе ја даде кон универзалниот снабдувач, во овој случај ЕВН, цена што важи за домакинства и мали потрошувачи. Тоа значи дека 13% зголемување кое е барање од страна на енергетските компании најверојатно нема да се прифати. Јас можам да кажам дека нема да се прифати цената што би можело да ја бара ЕСМ, а работа на регулаторната комисија за енергетика е да направи калкулации за барањето од страна на МЕПСО и другите компании, рече Бектеши. ЕСМ засега нема побарано од владата да се утврди цена со која ќе учествува на тендерот. Предходно Бектеши посочи дека цената на струјата за граѓаните нема да поскапи во наредните 6 месеци. Ако се анализираат бројките, намалување има, но миграцијата останува предизвик и во наредниот период, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во интервјуто за Слободен печат. Во однос на справувањето со миграцијата, Спасовски истакна дека Македонија веќе 2 години не е атрактивна држава за преминување на мигрантите, поради зголемената ефикасност во откривачката дејност при криумчарење на мигранти, потенцирајќи дека многу важно е и тоа што се распоредени силите на Фронтекс на јужната граница, каде имаме најмногу обиди за илегален влез. Во периодот од 1 јануари до 21 мај годинава спречени се 3518 обиди за премина државната граница од страна на мигрантите, а минатата година таа бројка била 5226. Тоа покажува дека имаме намалување на обидите и тоа не малку, туку за 42%. Имаме намален обид и на границата со Република Србија за 32%. Топ 3 земји од каде најмногу доаѓаат мигрантите се Сирија, Мароко, Конго и помал дел од Пакистан. Карактеристично во делот на мигрантите е тоа што многукратно се зголемува откривачката дејност од страна на македонската полиција. Имаме спречено 29 случаи на криумчарење на мигранти, а околу 234 мигранти биле во обид да се криумчарат. Преземени се мерки на кривичен прогон за 21 лице, од кои 2 се српски и 1 турски државјанин, истакна Спасовски. Договорите подпишани во рамките на Берлинскиот процес со кои на граѓаните им се овозможува движење само со лична карта во земјите од Западен Балкан, признавање на високообразовните квалификации и признавање на професионалните квалификации на лекари, стоматолози и архитекти од денеска стапуваат во сила во земјава. Освен во Македонија, од денеска овие договори ќе се применуваат и во Албанија и во Косово, а наскоро се очекува договорите да почнат да се применуваат и во останатите земји потписнички Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, соопшти Македонското министерство за надворешни работи. Договорите беа подпишани на 3 ноември минатата година од страна на земјите од Западен Балкан, Македонија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина во рамки на самитот на Берлинскиот процес. Договорот за признавање на личните карти ги олеснува условите за патување со поедноставување на административните процедури за влез, транзит и краток престој само со лична карта, обезбедува еднаков третман за сите граѓани од регионот
регионот и ги укинува сите постоечки визи во Западен Балкан. Со договорот за признавање на универзитетските дипломи се воспоставуваат заеднички правила и процедури за признавање на високообразовните квалификации, се овозможува мобилност на студентите и на академскиот кадар на Западен Балкан, се скратува периодот за донесување одлука за признавање на најмногу 14 дена и се укинуваат постојните давачки за студенти за поднесување барање за признавање на високообразовните квалификации. Овој договор се однесува на државните универзитети и постепено ќе се проширува и на приватните. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 25 степен и минимална утринска која беше 13 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 13 до 26 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.